Трошењето на парите на граѓаните од касата на општина Кочани било недомакинско и неодговорно, а една од постапките за купување компјутерска опрема е дискутабилна и сомнителна. Иако набавката е спроведена со јавен тендер и избрана е фирма која веќе ги испорачала бараните уреди, чудно е што тоа се случило непосредно пред одржувањето на локалните избори. Уште повеќе што е платена цена од над 1.500.000 денари, што е далеку повисока од пазарната. Поради ова, и од етички, но и од економски аспект, се поставува прашањето колку сето тоа било оправдано и неопходно. На последната седница на Советот, градоначалникот Илиев посочи дека општина Кочани е преполна со вишок компјутери на кои не може да им се најде вистинската намена. Месец дена пред промена на власта се купени 24 лаптопа, од кои ние 19 поделиме, 5 стојат во општината. Да ми каже некој што јас да правам со 5 лаптопи и што да правам со вашите 17, односно 19 кои се вратени од ваша страна, со право, бидејќи тие се купени со парите на граѓаните, од кои 2 се неисправни, 17 исправни и 5 нови лаптопи стојат во општината. Значи, трошењето на средствата на граѓаните било недомакински, неодговорно во секој поглед, загрижувачко. Грижа за Илиев треба да биде и прашањето зошто за 24 лаптоп компјутери и придружни уреди како рутери, печатачи и друга посетна опрема е постигната цена од околу 25.000 евра, ако се знае дека тие дури и во продавница чинат многу помалку. За моделот на лаптоп што е набавен, излегува дека треба да се платат не помалку од 50.000 денари. Сепак, краткиот преглед по интернет страниците на фирмите што нудат ваква опрема покажуваат оти истиот или сличен модел се продава по цена од околу 14.000 денари, а заедно со инсталираниот оперативен систем Windows 10 не би требало да ја надмине сумата од 23.000 денари. Дополнително што при големи набавки продавачите даваат и поголеми попусти. Зошто на тендерот била избрана толку висока понуда, односно тендерската постапка не била поништена од страна на претходниот градоначалник, за сега нема одговор. Како што ниту сегашниот не знае зошто од општинската сметка ќе мора да ја плати набавката на толку многу компјутери што не знае што да ги прави, ако и по година-две ќе бидат застарени и безвредни модели.